Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 199 за Куманово. Да чуеш малку, идемо на еден мал јубилеј, 200-та емисија, а у денешна емисија наша и ваша гостинка е Јелена Роквич, позната кумановка, која ќе ни каже за свој живот. И мислам дека ќе чуете доста интересантни работи од живот на Јелена Роквич. Јелена, здраво живо, како си? Добар ден. Добро, фала на прашање. Поздрав до тебе и до сите гледачи. Ти си стара кумановка. Да. Родена си у Куманово, али ќе ни кажеш на почеток на емисија куде тасно си роден? У Тромеѓу. Татко ми се работае у Куманово. И кад се мама породила, врати се немале стан овдека. Добро. И он се врати се за Тромеѓу, со се дете мало. Тамо имала свекрву, деверија, траве едно А друго. кој годину? 53 смо дошле во Куманово. Куманово, добро. А ти си родена 48? И 8. Да. Е така. А што памтиш од детство, еве, кад веќе Леле, што памту? од село? Памту од село. Сестра моја ништо не памти, а постара од мене. Абе, село како село. Цолка. Ми не смо имале толку пуно, пошто татко ми е цело време работаја. Кад се врати од Борски рудник, 6 години таму бија, и одно се запосли овдека у шпедиција се викало, тој како автотранспортно предпријатие. И туј се запосли и запишеше се меѓу прва група вечерња трговачка школа. И тој слику сам го имала малку Еве, да понесе. покажемо слику од татка ти. Оволи беше... Да. Еве га. Тој татко значи бие успешен трговец. Он е работаја, после завршија и вишу. У Козете работаја у комерцијалист. Он, Ранко Врне и Чедот и Конјарски. Они знам тројца бева у канцеларiju. И цело време работаја 35 години у Козет у предпријатие. Тој се и пензионираја. Извини, како се викае татко ти? Александар Петрович. Петрович, да, Да. А мајка? Мама она е од Уминдол. Тие избеглице 22 години што су дошле. Први избеглице, прва тура тај тура кад е дошла, 22 годину у Уминдол. И мама е од Уминдол, викам ти, и тој си дошле од Лику, од Босну, од Кордон, од свуде. Добро. И насели се Уминдол, и најдев се они у Чаршију, и тако се запознаев, и земев се. Млади се земев многу. Ово е слика... Па тој кога су се земале, ја не знам дали имала деца на тој. Да. Не знам, не су пишувале, виш што пишуе нешто. Овдека нешто пишуе... Овдека пишуе 42 година, беше ово е било за време на рат. Да. Тоа е тај слика. Овај. Не, ова е, еве. Знам и ово е. Ово е Росанда на професора Ѓоку, техничку жена. Добро. Ово е... Ја не знам како му имеше. Па другари, вајда, негде куде су биле, што ги знам сликале се тој на неја. Еве ше една слика. Само дека не пишуе која година. Во е веројатно ти спомна дека Тој ми е дедо. дедо. Само да го покажемо на слику. Ете га тој обележен е. Деда Стојан. Да. И njega su ga utepale u Nagoričinu. У рат. Naši. Pa 41. li je, drugo li je bilo to i kad se gradila toj pruga, Beljakovci, Kumanovo. I oni nekoj Turčin trgovale sa svašta. Sa duvan, sve ovdeka što nema, oni nosile po Krivu Palanku, po trgovište gore. On je rodom od trgovišta, moj dede. I na Šekav go bija pratile su ga. Seljani, od Novaru na Gorišinu, na Šekav ga, utepав ga na mjesto. Тоа е било за време на Други светски рат, тако ли? Да. Овие наши издајници, така да ги кажу.
Добро. И тако мој татко остане сам без татка, а 3 брата. И Да. после се он пред тој се мроженија утро меѓу, пошто жена му е прво умрела, још у трговиште кад су биле. Он умрела, однесе го у болницу у Скопје, умре и никад не знае ни куде е копана, ни куде е сахранита. А беда било тој било. Дали татко ти нека ти е кажуваа, кај сте ви седнале како деца с нега, нешто од рат, памти ли он, раскажуваа? Памти. Што ве Тој кажуваа? одело што го носи, вика, мина, тој летиште га викале, тој кад се правила тој пруга, летиште, и вика, тепавне, мававне, бугари, не дав за да станеш, вика, вода нема. Ма што да ти кажу, вика, лошо, а не смеш да бегаш. И вика, доваѓам дома, а тој биле германците в тој време. Да. И он вика, отиду дома, од шивилук све ми симнале, вика, не одела, не, све му однеле. И вика, после сам мораја, ја не знам колко време су работале на тој пругу, они Пругу, да. пуно време су работале, не знам колко. И тако ми ти остане мој татко без гардеробу, па после си купи. Купи си, он без кравату никад не више. Да, они се имале такав нин препознатлив стил на облачање, што викави ден денеска, тие луѓе су биле права господа. Да, Имале су стил на облачање, унифициране бија, да. али биле су, како да кажу, права аристократија, што се вика. 53 годину доваѓате фамилиарно у Куманово Купи он тој плац. и И куќа куде ве секој што живите. Да, Ти доаѓаш како дете и дали се сеќаш што е имало туја сем плац? Све е Знаеш што било имало празно. мумурус. Па беремо мумурус, оној црево што ga викав свинско, па ранимо свиње. Тоа е било на владу за птију имање. Само да кажемо, твоја куќа е сега на Миле Кипра, куде што е игралиште на гимназиум, малку поворе тие куќи. Тие објасни- поборе не имало ништо. Знате, Да, не, туј што живите сега, да. Лојзиња и овој мумурус. А игралиште куде гимназиум постојало ли е така? Игралиште? Да. А постојало е, али Постојало, овакој е да. било. Сад е овакој, а беше овакој покрај трансформатор, па надоле. И туј е била школа, гимназија. Туј школа ми е било близко и ја почнав да се бавам со спорт још у 8-годишнју. И професорка ми беше Марина Митета. Да, Мара чувена по физичко на И митетата наша многу школа. е била добра професорка. И ритмички вежбе сам вежбала, викам ти. И почнав со спорт да се баву, гимнастику. Па после викам ти почнав со рукомет. Па она ми е давала клjuč да го менјам преку зиму у салу. Еве ти Елена клjuč, ти си одговорна. Дадо ги топку на деца па играм, што ќе ги правуја? Значи, на тој улицу, не Миле Кипра, пардон, Кирил и Методија ваша улица, така ли? Кирил и Методија е доле, А ваша е? наша е Миле Кипра. Миле Кипра, добро. Почиња од крај на школски двор, Така е. па искаша на Народну револуцију горе. Значи, тој фактички не е имало ништо, само Ништо. ниве. Ниве, ништо не е имало. Сеќам се пут овој за вручу воду. Леле едни трња горе со кое што е све населено. Пут, обичен колски пут. Да. И че идемо на вручу воду за 1 мај, за излет овакој, на студену воду. Оно се трња, лево, десно трња, само путинке. И све сте ишле пешки, не е имало така ни... Ништо не имало. И тако е. Е сега, 53 години ти се запишуваш у прво деление, така ли? Да. У школу. Ова е таа фотографија. Само да видимо. Што пишува? Слика. Има се сестрина ми Да, слика. еве го овој. Овој су ти све деца на војни лица. Овој е само Виолета Сегирарска Јаншевска. Добро. Овој е Слободан, како му беше презиме. Овој сам ја, ова е од Рајкову куќу една. Ова е сестра на некога од овија, ова е мала. Добро.
Боже, овие с овие широки цукни. Се су се деца Ово на е која војни. школа е овој? Браќа Милодинови до Учителка Мица. Мица Јовановиќ. Кажи ми неколку збора за твоја учителку, как знаеме дека тегото време педагози су биле Строга е како била. строги, како Строга е била, друг татко викам или ти, мајка су биле. али била е многу добра учителка. И ја викам ти, тако још со оној партизанско за време комунизам, Да. ако се закасниш, он одма те казни и праќате у ќош. Или ако не знаеш, пружи прсти, па со сленирче. Море стапче. Со стапче, да. Ја тргну руку, она још повише за мана. Нема и мало е ред. И све после ме е викала, па знаеш кој се деле на Љупчо Арсов? Дражо Да, Михајловиќ. да, Љупчарство, тој куде што е гимназију, игралиште, па тој со каче контра Тој, позади. туј су се деле, али деца не су имале. Учителка е била од Паланку, а Дража Михајловиќ, Ова е друга слика од Јовановиќ, школа. усари. Да. Ова е кој деление овој? Само да го покажем Треќо. треќу. Да. Тоа се исти ученици горе-доле, така ли? Па скоро су исти. А Ама учителка? ја ги целиват се многу, а учителка иста не е била. Мица Јовановиќ. Мица Јовановиќ до четврто, викам ти, она не е била учителка. И добра учителка, ја го многу сам усакала. Додеше на работу каде мене унаму. Ово е исто. Па и тој овој второ ли е, прво ли е, второ ли е, кој да знае? Да. Па чуди се унука Сега, ово е малку, веројатно, повисок клас. Не, ово е четврто оделение. Да. Еве, пишува, четврто оделение ово. Ова е Фикрета, татко го е бија муслиман, а имаше голем чин. Ламочанин Фикрета. Беше најдотерана, викам ти, тако правеше се важна. Овој сам ја, овој... Чека да виду, па не виду. Ово е Росанда Пастуовиќ и таа е ќерка на војно лице. Тие сега веќином не живе во Куманово, а? Никој. Да. Ја би сакала сега преко Фејсбук да би се Да најде. се запознае с нима. Сега ово е веќе... Ово е седмо ли оделение? Пето. Пето море. Кој ти бие класа? Па Жишка. Жишка на доктор Бранета? Да, Жишка. Математику ми е предавала. А овај Савка ми е предавала музичко. Кој се дека некој да ги кажеш на слику од генерација? Овој беше циганче, не знам како му име од Бедиње. Овој е Јовичич Слободан, срце се ти. Овој е Мица Минич, на вацета што умре, ваце од Кожару. Добро. Знаеш га вацета? Овој е дечко, овој е Лепа. Лепа Голубовиќ, она е од Опаје. Овој е Дубравка на вацета, исто нацерско киваце што работеше у Кожару. Добро. Драган Поповиќ му е... Поповиќ третро што беше, да. Чурак му, да. Драган Поповиќ. Овој е Светлана на Попа до гимназија што се со овој брат му Иво, на Иво сестра. И тако викам ти, кој ќе ги памти? Добро Да, и памти. пуно су биле. Да, пуно. Ово е гимназија. Ово е гимназија. У гимназија кој ти бие класа? О, менјава се сваку година како цигани. Ја не знам зашто се менјава. Прво ми беше македонски предаваше од Скопје професор. Да, добро било само. Добро. Па после по француски и таа од Скопје беше. Па у треќу годину, о Боже, кој беше? Не ги памтуве, не ги памтуве. Еве. Ово е 65 година пише овдека. Да. Кој се ти овдека од генерација од гимназија да спомнеш некој с кога си учила? Ово е матерски, Маријан и матерски Тихомир. Тихомир. Да, он после беше кошаркар добар. Тихомир. Ово е Соле, професор од техничко. Добро. Не знам како
Ovo je Baže, što отиде u politiku, Blagoja Petruševski. Петрушевски, да. Тако е Благоја Петрушевски. Овој е Цеце на Мицата. Мица е директор што беше Куденатко, што има картотекото и што има сега. Овој, како му имаше, Боже, Иволи, не знам. А јас сум овдека негде, еве ме позади, тој, ето, туј сам. Овој отиде за Београд, Слободан ли му имаше, Боже. Осели се, там се ја жени и остана у Београд. Оно може да ги памти. С овие, имаш ли контакт с некога со овие, видуваш ли се овие другари? Кад дојде во Куманово, нема тој од овие, само Цеце сам го видувала, сака и njuma не го видуju. Ја не знам и Цеце кој и он беше многу болен. А и ово е Славица. Славица, куде школу, гимназiju, овај зграда куде Мендеш, што седеја Менде. Добро. Ту е и она седела, но они су и род. А чекай да ја питам, ова е позади скулптура што е сликано овој, да не, што е овој, тој е некој... Ама тоа е толе била у подрум радионица. А ово што е насликано тој, што е направено? Па истак дали е макета некоја? Макета некоја, да не е тој Соколана, ми се чини дека е. Можда е Соколана. Изгледа ми како Соколана, да. Соколана е Соколана. Да. А Трајко ни прераваше, не професор. По математика? Не, ово е по ОТП. ОТП, да. Да, Трајко професор. Сега, ти кажа уводен дел, пред малку кога збориме, дека си имала талент за спорт. Која ти била прва спортска работа? Јасмина Голубовиќ ми е била најбоља другарица. Јасмина. Још у Вука Ражич почнамо да играмо заедно, па почнамо да поемо заедно. Она појава ли е Јасмина? Појава. Добро. Па иде смо по села, па давамо приреда. Идемо у Тромеѓу, па идемо у Апаје, куде су Срби, па у Лопате, па у Митол, па поемо. Сега... А сад не знам то пој. Еве, после толку време, Куманово имала многу спортски легенди. Ти ке ни кажеш дека си тренирала и рукомет с Берко Богоевско, с Јасмину. Па он само што ме зема, дојде ја у гимназију, а играше за Вука Ражич, тој меѓу школе, знаеш, игра. Да, Славко Симоновиќ Учо ги е тренирал. Славко ме зема и прва утакмица, и ја прву утакмицу скршу прс. Кажувати Верка Богоевска. Ја на 7 метра, она од таму далеко да ми го да... Многу имаше јак шут. И како пуцаше, знаеш, и топка ми удари и излети коска. На кој си позиција играла во рукомет? Па бека. Бека сам играла. И после викам ти, после не знам колку, тој ми учлани ме, Славко, па и комшија бемо тој. И на тренинзи колку сам ишла, и една утакмица, баш професор Аврам, меѓу школе. Игра смо, знаеш. И ја криву нога пукнала овај цеваница, овај одека. И не може да стану, и професор дојде и вика, што е, Елена? Ја не може да збору, плашу. Професоре, ја многу ме боли нога. Он одма, тамо кога вика, но однесеваме у болницу, а беше еден од Београд доктор, еден стар вампир, и слика го одма и напукнета коска. Па еден гипс, па друг гипс, и кад отиде на треќи контрол, он вика још месец дана. И ја дојде дома па изваду гипс. Чекај, ти спомна дека сте биле с Јасмину најболи другачки. Дали сте седеле у исту мало или? Не, она е била она е горе каде Зике су седела. имале имање у Пуковско. Ту имале су у Тромеѓу, да. Добро. И после у школу, кад они су се доседиле, па купива си куќу. Знаеш куде су имале куќу? Горе над Зик, да. Да, куде Зик. Куде Зик, да. Тамо. И ма сите сам ги знала и овие Тришковиќи, од кометарке, не Дано, не Цицу, не то Среќка, не. Пуно сум ги познавала тие, сите тие пиротјанци тие што су биле. Иако Јасмина одамна не е меѓу нас. Када пред да умре, дојде куде мене на работу и вика, сестро, зашто сам да те видим? А кад отиде за Црногору, не ми се јави
отиде да игра прво, она нели таму за будуćност или како се викаше. Budućnost, da. Да. Ona tamo zapoznaje Mornara. Ето, и тоа ми се кажала. Запозна. А вика, увек сам санјала да има мужа морнара. Da, da, da. И видиш како му се остварила желја. I викаш ona došla kod tebe u И Stoku да na се kuću. види и кажа ми дека била болна и оперирана. Da. Умовре, викам, јас се, па како тако е. И па, живот, вика, сак сам добра, дојде да си извади документи да продушу. И имам две деца, тој ми кажа сина, ќерку, Да. супруга, да има добар брак, све. Све искажа ми како да е знала дека тој ќе биде последни. И после не смо се више ни чуле, ни виделе. I se posle Мене ми toliko криво кад беше овој turnir. турнир. E pa evo Što do ne godine ќе ви викам за турнир, да. И кажу на... Сакам да се запознам с децата. С децата, да. Да. И с мужа. А шедо го ведо, па он ми е сват. Да, значи ви сте с Јасмину биле најмлади другачки, Да. не сам знаете, видиш. Одосмо И сега, основно, тамо смо годишни. Иако она дугачко време не е меѓу нас, какъв човек е била јас? Много е била добра. Била е другар на другари, што се вика. Увек расположена, увек за шалу. И кад се губи, и кад се добива, ќе каже неку шалу. Епа не можемо све да добиваме, мора да и да губиме. И знаеш, много е била добра. Много е по душу била добра. Као другарица, ја викам ти како сестра смо биле, али после се путеви ни се Разделива, да. разделива и тако е да. Па ево да го заокружиме овој дел на разговор, значи у тој генерација на рокометарки су били и Благица Шврчу, и Владанка, Ма, и Рада Рада Даштевица, Даштева, Сургунка Наташа, Гоманка, онај... Сургунка Гоманка, Сургунка. Мире Гума, Мира Гума, кажи го не. Наташа Длага, кажамо го. Наташа сме не учила. И она го има Комшикати, да. тој слику. Значи тоа е била, Еве го Наташа. да. Значи Ете тоа е го била, Наташа. тоа е била, може да кажеме слободно, најболја генерација у историја на женски рукомет на Куманово по постигнати резултати. Они су биле многу години прваци, неприкосновени у Македонија и свака и час. Ама оно ете доживе тој повреду и сега е тако е Да. сострукувана. Али екипа е била Али била е изваредна. годину дана у Ровињ. Шудо у Ровињ толку време да биде и да него намести в руку добро, што ли е било, толку ли е прелом бијата. Можда прелом на костку, па тој не зараснуе. Да. И сега сирота тако е стеки. Сега, завршуваш гимназија и путеви после на кудете води, И дали се запознавам се ја с Бранка на Корзо, Бранко Роквич. Роквиć, Бранко, не сум најголема- знала, па не- најголема одбокарска никога да му легенда на Куманово. Никога да му запамту и презиме. До так не сам чула Еве се презиме кажи Роквиć. како се е десило тој Бранко тебе да те запознае. Знаеме дека тој Корзо е било На интересантно. Корзо кума Спаска и ја, тие другаче, јас сум се дружила се спортари. Добро. Ето, Кума ти е, Цвете да кажемо, Вижан. извини, кума Спаска Младеновиќ ти е. Она е, а Девојашково е Да. Максимовска ли беше? Да, она ти е кума на тебе. Да, кума. А на сестру ми е другарка. И сега у чаршију наш како е било тага, проваѓа се лева И страна, идемо десна. лева, десна страна, а они И војни Бранко лица... тебе те примети. Војни лица наредиле се пред мензу, тој беше војна менза. Да, војна. И сак пројдемо ми друштво и он со другари нешто покажуе, знаеш, на куде мене. И тој пројде пуно време. Тако ќе се видимо, пројдемо, кад еден пут со плавац е бија тај Ненад, Нешо, он е бија побратим. И иде по нас. Идемо ја и сестра ми, и кума Спаска, и не знам четврта која е била. И куде изгорен у школу, по нас, и фаќаме мене за руку и вика, Малецка, да те питам нешто. И ја викам, питај ме. Па вика, ја бих тео да се упознам с вама. Па викам, прво питај сестру, сестра ми е старија. А овие,
а она беше поситна од мене, знаеш А ли? да го спомним сестру ти, она куде е работала, како се вика? Она ја завршила филозофски, у Дом армија била начелник на војна библиотека. Добро. Тој цело време. Бранко од Сараево, Ургираја, ми смо биле у Белград, па у Сараево, па у Куманово. Добро. И он добие прекоманду и појдемо ми. Да се забавljamo, ајде, водимо ga и по игранке, и натам, нам, и другари му. И пуно се оженива с Кумановки тада. Тај генерација пуно земава Кумановки. Пуно останава, некои отидева па у Србију, веќином. И појдемо, такој викам ти, он доби прекоманду, беше на одмор у Зрењани куде негови, и ја у Земун куде Шишчуми, на татка ми најмал брат. Они су 5 брата били. И он пишуе, така да пишуе сум се, нема телефони, нема ништо. Пишуе ми карту, овој дописну карту. Јас сум у Зрењанин код мој, а враќам се за Куманово, тад и тад добио сам прекоманду. Ја викам, Боже, какvu прекоманду? Доваѓа он од Зрењанин, Шишо ми ga чека. Немаше таки ни автобуси на воз. Да. И земемо, дојдемо ми одма вечерто, одма воз у Куманово. Пошто за неделја дона требаше да се јави у Белград на академија. Да продужи овој див физкултурно. Добро. Тешко му беше дека 2 години у пешадију, а неću ја овде да останем, каже. Ово вика, ние... Што има е чино? Он подполковник. Подполковник, Па твој дедо му е био шеф, бе. Да, Милој Копиевиќ. Да, заедно су работале во исто канцеларија. А многу су се дружили. Да. Сега, спомна ги игранке, млади веќино се запознавале на наше чувено Кумановско корзо, али многу љубовни врски су паднале и на игранке у Домјана, у Пожарно и у чувено Соколано. Да. Ево ова е фотографија од игранки у Соколано. Соколано. Што може да ни каже за тие игранки у Соколано? Па свират со се грци. Аце Грк, Боре Грк, Паскал Грк, Коле Грк, они, четворите су свиреле, што умре од, кажете, од Добрушане бе овој што свиреше на... Ѓоше. Не, Столе. Столе. Столе, да. Столе. Па, тие су свиреле. Кој се вдека на слику на игранку Соколано? На слику кажати Ждо, ова е Сонја, ова е... Сонја, која е Сонја? Па кажати на Висто. А, на Висто, тетка, добро. Тетка на Бети. И овој сам ја, и овој Аце. Он е на тромбон свиреја. Аце. Аце на тромбон. А Боре на виолину. Ево, ова е слика, да покажем, да кажем наши гледачи, од 1 јануар 63 година. О, значи тој на Нову година. На Нову година е било ова. Мислим, после Нову година. Да. Еве колку е било убава атмосфера, пуна сала. Многу Стварно е било. У гимназија имаше. Задоволство големо. У гимназија исто Сега, имаше. С Бранка идете у љубовно врско колку време и кад се 10 зима? месец. И се зимате после? 10 месеца, Која година се зимате? 67. 60. 67 на 19 август преображање, сега ќе напунимо 56 и 7 ли години у брак. Да. Куде е била свадба? Нигде, дома. Дома. Дома, па оно, кад ја доваѓа он од работу и кад му кажале прекоманду, дојдемо си заедно од Београд. Дојдемо, а оние седеја куде Донковицу, ако си го чуја, карши автобуску станицу, се војни лица куде тој Донковицу су седеле. И доваѓа он, вика, иди ти куќи, ја морам да се јавим у команду, дека сам стиго, и ја доваѓам дома, а требаше да дојде татко ми и мајка ми у Банат, у Логоњ имамо тетку. Мама има сестру, покојни су, татко ми има брата покојнога. И тамо на гости и идем у Италију.
Так беше модерна Да, Италија. и со се утрсо Италија. Да. Италија ќе идемо. Да. И све спремиле се, они испакувале и ја тропам на врата. Кад ме видева, јас сама. Па што си дошла? Па викам, дојде со Бранка, а ја веќе ги запознаа. Куде маму нема, тој она е била многу savремена жена. Личанка, опасна личанка. Аха. О, и вика, болje да доведи куќи, него да стоиш на улицу и да те гледају луѓе и да се мрнеш. И тако и ја запознаа ги и он почна да доваѓа дома. Да. Сега, интересантно е да кажеме, значи, каде ти си била, може да кажу, прва лепотица. Не прва, пета. Пета. Пета поред. Пета поет. На тие чувени плави вечери кои се собирале најбаби жени на Куманово, така ли? Знаеш како е било? Еве ја ќе ја покажам едну слику, да те види у Кумановци колку си била убава кога си била млада. Имам пуно дома, не ги понесеја. Еве. Анđela ги вади, синоќке, бабо, овој не може да носиш, овој не може да носиш, а многу слики. Колку години си имала одека? Па дали сум имала тој 17-18 години. Да. То. Имам у новшаник едну на вручу воду сам сликана. Да, еве ги тие чувени настани кои на Кумановци, дека ти играш танго. Да, бе. Овој кој е у Кристал ли овој? У Кристал. Да, Двете пуне сале су биле. Увек. Пуне сале. Овој е Кире глумац, тако ли? Не бе, не думат, бе, Кире. Кире глумац. А глумац. Глумац е со кој гимназију, кој е тетко му Рајно. Аха. Он тури седиш? Не, куќу направила на Тоде Мендол. Куќу направила голему, убаву на Тоде Мендол. Па го после продадева сега, като навалива шиптари да купуја. И сега е, што ги умреја. А тој си е седеја док е бие жив, тој куќу. Па Гоца му е сестра. Осе колко години има Кире? Сак би Маја, па чека, он сујка ми е бија другар. Никола? Добро, он е 45 годишни изгледа. Не, постари. Постаре? Постари. Чека он да не бие по струку геометар. Геометар уопште не работеше. Да, А сестра му Гоца и она се даде... Кире Петковски. Петковски, да, Кире, да. А сестра му Гоца и она се даде за војно лице. Отиде у Загреб, па после успејала за време рат. Пребегал. Ово е фотошуте Куманово. Ово е исто... Ово е вечерни новости, покровители со они биле. Вечерни новости Београд, они. Кој е дека кој дава награда овој? Па тој е новинар. Од новости. Да. А дека Тој е Васка Текнабо. Васка, па сам ја. Па вајда поред, па Виолета е била. А овие слики су биле све на... Еве ги сега дека овие 2, 4, 6, 8, 10 кои сте били у најужи круг, тако ли? Само да го покажеме сликова кој. Чекај ја да се тргнам. Кажи ги кој сега. Ово е Јеле ја, ово е Мира глумица, ово е Виолета, ово е Маре ли го имаше муж што беше отец што умре од limfni žlezde. Kire Dobro. Pačko. A Kire Pačko pevač? Pevač Pačko. On го zema posle. Dobro. Mare Ljubimеше. Ова е пат мене учила благородна. Dobro. A ovo je, znaš ko je? Lingurka. Lingurka. Goca. Dobro. Pa ovo je... Не ли е Нада па? Не е Нада Дремше. Не, Нада е претходну годину била. Ова е Македонка. Ово е од овија куде домар бие што седе со они го малку... Добро. Не може да ги... Па добро, тоа е донесе се ти. Со овие, мислам да вие контактираше с некој или? Со си сум контактирала, али сега нема никој у Куманово. Никој не живе у Куманово? Само Нада Шиповиќ. С Нада Наду се Шиповиќ, видују. да. С нју се видују,
Нада, ова е Дремче у Скопје ли е, она се вратила. Да, Нада Шиповиќ. Била е у Немачко, ја мислам. Нада е постара од тебе, Шиповиќ. Постари се они су. да. Поне била прва лепотица. Да, ова е Нада е друга, ова е така ли? Ово е Мира Гумица и она е умрела, вика. Да, а Нада која е? Нада па нема го она го има нема. на слику. Добро. Не знам. Чекај овдека да... Овдека да не е на овој. Не, тој су прва лепотица, друга пратилја. Прва пратилја, друга пратилја, ја и Не, Кире. нема го тој. Тој се од школа. Не, Кој има- се овдека на фотографија овдека? Ја, Виолета Гелевска, девојашко Добро. презиме, и Васка Илиевска ли беше? Има тој овде. Пишуе ми. Васка Илиевска. Ете, ово е се у кристал. Тој е у кристал. Традиција И е знаеш било- како е била Кад се традиција? одржувале тие избор на 11 лепотци новембар сваку за година. дан на град? Да, дан на град и плава вечер се викаше. Плава вечер, да. И улазаш у кристал и на свакога го закачуја бројче. Јас сам била број 222. Памтуга број. И после имаше си тој комисија. Доктор Бране Да. беше Бране Цуце, Цуце, Бус уметник. Томе Бус. Да, Томе Бус, Нини, овие тие познати Кумановци. Еве го, ово е твое драго признање. Лепотица. Нема, викам, беда, нема цвеќе, нема букети, нема, Али има трака. нема трака. Имам ја, викам, каде Славицу сум, Аха. куде во ја предавам на њума траку, знаеш. Има едно 4 слике, ама Елена, она не ми ги врати, да им ја престигам да ги... искрено сакаеви да го викам Наду Шиповиќ у емисију, исто и она е позната, само не може најде контакт некако с Наду Па горе, Шиповиќ. знаеш куде е? На Тоде Мендол, за А Вука горе Радиш. живе, добро. Тој е наследила од татка и мајко. А седеле смо у Исус граду, на Баги Гуне смо седеле 35 години. Еве ги други слики. Да. Кои се овдека? Тој е сестра ми, кума Спаска и ја. Спаска Младеновиќ. Да го поздравим овој прилику. Ја имам у телефон, пратила ми слику. Есек овдека кои се? Ово е претходна лепотица, од Скопје е била. Добро. Она ми е предала ленту на мене. Виолета Васка, многу не знам ни име, тој Скопјанко. Еве го овдека Спаска, Кире Да, Кире, ја и сестра ми. и се. Добро. Завршуваш гимназију, дали идеш с доусовршавање на повисоки инстанции, запишуваш и факултет Не. или одма идеш на Пошто работа? ја остана одма трудно да простиш. Добро, па тоа е убаво. Да, остана у друго стање и нема, после у Сараево кога отидемо, тамо заврши една комшика, ајдемо Елена Багатов Колку курс. време сте живеали у Сараево? 4 години. Баш куде е, у Илиџу или куде е? кој Не, Грбавица 1. На Грбавица, да. А Бранко е бија професор, тој е академија и тај војна. Аха, Бие професор исто по физичко. добро. Војна Станче Егејку, Мартин ме е Да, сликае. како е било у Сараево живот? Сараево е било Многу убаво. космополитски град е било. Да. Живеало се многу убаво. Ја кад сам пошла таму плакала сум. Не знам никога. Кад појде па сам плакала. Там не си работала ти, не? Работа у Чикову проданицу. У Чико Па продан. ја затоа не мога ни да учам. Мама дојде, зема ми дете од река, па ја плачам. Колку време работала таму? У 2 години. 2 години. 2 години, па добимо прекоманду. Па толку, Весна ми имаше 2 години и ја викам на тато се яви, вика, прима, вика, Чик отвара 2 продавници. Па викам, па што го отвара? Па сакаше да работиш да ургирам ја куде Миле Здравковиќ беше директор од Умидол, од Ново село или од куде. Па се познавајам се с njega многу. И
Он вика, само нек поднесе молбу, вика, одма ќе ме примити. А ти, чикаото, поднеси молбу тој учик, доваѓав мите и сисла. И иде во ВОЗ. И директор ги запрети. Овој има да го примите. Роквиќ и Елено да го примите, а други тие што се поднеле молбе, кога сакате примите. Пошто никога не знае во Сараево луѓи. И они по пут вика, идемо, кажуе, кад се ја појави на врата тамо. Послујав. Која била Кумановка. А мори, па зашто си ти Роквиќ? Питам, ево Петровиќ. Па зашто сам, викам, подаде се. Па тој ли живиш? Па тој живо, викам. Тој Куманов, викам, живо. У Сараево. И отмак, само ми прашаваме, очеш у Скендерiju да има продавница, очеш на Грбавицу. Не, викам, на Грбавицу, тамо седу. И знаеш како ми била зграда овакој? Да, имаше многу стадион на железничар Сараево Грбавица. Да, била туј, они беа доваѓа са мој шеф, беше муслиман, али фин човек. Но, културен, многу фин. И он беше у управу на железничара, да. И доваѓа со овие фудбалери. Пуно куде njega дојдев туј, знаеш, попладне дојдев. Ево еден да покажемо доказ, илустрација. Вечерни новости су пишувале за Куманово, за избор Не, па они ме викава да иду, на мате. Лепотица. Викава ме да иду да продолжу тамо и школу и као манекен да работу и фотомодел. А бие е снимател на Бранку, овој стару глумицу још е жива. Веселиновиќ. Njен muž не е сликае овој. Младен Веселиновиќ. И он пишува картичке, пишува да иду у Белград. Ете, ово е доказ за избор на Лепотица у Куманово. И после не знам до кој годин су бирале, пошто сам ја отишла. Знам на Милку Патижанку Цобе е била ќерка, по мене и деда. И на Багламари Мира. На Багламари, да. Мира, и не знам, докад су тој после славиле, после престанала. Чека, ова е слика, ово се ти другарки, веројатно. Овој знаеш ли кои су? Овој е све класа на моју сестру. А јас снима, пошто са сацета Добро. у љубов. Овој е Мира Нинковиќ, она е у Крагујеваc. Тамо живи, тамо. У Крагујеваc живи. Овој е Бранка на Драгана Поповиќа жена. Овој е Росица, Добро. презиме не го знам. Овој е Цеце од овие Винчани, су ујковци. Јојна мајка и овие Винчани старите су браќа и сестре. Туго, кој е овај? Овој е Владанка, она е професорка, татко беше Шнајдер, овдека куде библиотека што е, туј не имаше бараке, на Ќоше. А седеле су на Тричу Македонско. Ама кад се пројде ЈНА, овдека семафори, па тој од десно, братство беше аутомеханичар на Владанко. Владанко, она е у Скопје професорка била, ово е Зорица Чаше на, кажи каде доктор Нејачни што умре. А на Мирка? Не Мирко, овој друг. Како му имаше бе? Не знам. Сестра Чаше, позад Вартек су седеле. Овој Овој сам ја, вајда овека. Чекайте. Не може. Овој е сестра ми, па видиш што се буну. Сестра ми. А овој се жена од Тоа е Крагујеваc. можда и кума Спаска, не знам. Да. Со овој жена од Крагујеваc имате ли контакт? Стана има. Стана има. Има она. Твоја кума? Има, сестра ми. Сестрата има контакт. Она има контакт со њома, да. Треба се одржува, тоа е убаво. Тоа е традиција. Лани бева со пензиона. Она поеше, глумеше у пензиона. Сега, фамилиарно, нормално, ЈНА тако е било прекоманда на едно место па на друго. Живите у Сараево и после доваѓате веројатно у Куманово. Куманово и тој останува. Кој годину доваѓате у Куманово? 72 септембар.
Септембар. Ја откажа работу у ЧИК и као да си дојдемо авионску карту, ја, Бранко и Весна моја. А они ми вика, вие од ЧИК, ти си требала, вика, да кажеш пред 2 месеца дека ќе напуштиш работу, да распишев конкурс. Ја ти остану, Маријане, сама да се селу у Сараево. Да. Најдох од Треска, имаше продавницу, па отиду тамо, па ги замолу да ми даде Сканiju, тој камион, Да. и фату едни цигани, и такој да се ја сама до селу, и по пут одејќи правимо му без тога шофера, кад он да биде на Боцевскога кошаркара. Жмара Боцевски. Да. Да. Вика, кај седиш во Куманово? Викам, на мојда екип, преку де гимназија. Абе, јас имам роднини тамо. Он ми е Боцевски, знаеш ли го Боцевски? Како викам, не го знам. И вика, негова жена мене ми е сестрична. Јас сум Ујко, вика. Па човек толку се најде у тој селитбу, помогнани многу. И тој истовара, и кад пакувамо, ништо не се искршило. Знаеш, кад сам Исаксе цвеќе донела од свадба. Кад сте дошле у Куманово, куде сте живееле? Стан сте имале веројатно негде? Татко ми и Маја, ми не док не смо дошле. До Кад се оцелувате овој куќа куде 53 гимназија? он прво направи тој доле, пошто Козак е работаја потоа. Да. Направи сутурен доле, има смо, викам ти, 3 собе, и тоа едно како подрум ни беше, ходник, у ходника кокуина, па после тој па кираџije примат смо. И после се, кад направимо горе, мисли се преселимо на спрат горе и тако тој смо седели. Да. Ти се запослуваш у стоковну куќу кој година? 80. 80. А пред тој куде си работала од 72 кад сте дошли у Куманово назад? Нигде, 7 години нигде. Без работа си била? Јас сум била официрка, имам голему плату. Да. И вика ми Жмаро, распишуе конкурс доле, спратката направила у подрум. Така е. И вика, вие Куманово се избори, вика, бе, ќе прима во стоковну многу. И ја кажу му на татка ми, и на Благета, Благе веќе ми беше зет, али оно амбулажуе работаја. Добро. Како Благе правник беше- Кипријановски. Благе Кипријановски, како шеф на... Ја не знам некој само, што беше, у правну службу нешто беше. И ја викам на Благета, тако и тако веќе прима во стоковно, куде, па куде Мендета сам ишла. А Бранко, каде дошел у Куманово, прво куде Мендета е СДЕ. Пошто негов татко Кире беше путник за ЧИК. Па у Зренјанин Бранков брат е бија овој шеф на робну куќу у Београд у Зренјанин. Па е купуваја робу од ЧИК. Да. И отиде Шокира и овој му кажа, јао, реке, Кире, па доби ми брат прекоманду иде за Куманово. И вика, како ќе да се снаđe, он не зна ни где е Куманово. Значи, 80 година си примена у амбалажу и куде си работала? У Пардон, Стоковно. у стоковну куќу. У Стоковно. А работала си на горен спрат? Нагоре. Горе сам цело време. Прво ме примива доле и ја Добро. кажа не работу само послугу. Јавljam се на Благета, такој и такој. И он вика, ја ќе се јаву на Жмар. И јутре јави се куде njega, јавljam се ја куде njega, он вика, куде сакаш? Викам, па куде ме ви одредите, само не у само послугу. Тој највише работа и... Еве слика од први денови кад си била у стоковну Тој куќа. сам прво, со Снинка. Нинко беше Линко шеф. Величковски. Величковски, он шеф и ми работе смо по и пуно смо били. Која е колешка на слика? Викам ти на Борчета и Гејца Цјерка, што го имаше на многу ме сакала, се ме викаше мајка. Па еден пут ја ќе го тепаше. Пошла с некоја дешка, па не кажуе. А од Охрид. Од тебе крие, Крие. А ја викам, ќе ме пушли се у суботу, ќе ме пушли се у петак. Горданов докне ми кажеш куде идеш, не те пуштам. Да. И тако ли ти? Еве,
А од твоја работа век да покажеме и други фотографии од Стоковно куќу. Тој не е од Стоколно. Не, овој. Имала сам, не мога да ги најду свите. И 7 албума имам дома. А плюс још за 7. Да, ово е исто од Стоколно. Овој смо хотел, како се викаше овој доле према Вилјани извори за 8 март. Ово е Владанка, ово е Богица, колешке. Добро. Ако викнамо и Гордану на дворшета, она у Охрид, веќе живеше. Па и она беше с нас. Да. А јутрето да не вика на Доруша. Ово е изгледа усреде Сузена Баца. Па Сузена Баца. Да, на Беше Тонита и на сестра. школа, само ја не знам у која школа ја напредавала. Мислам дека гимназија А с предава. Гордану е била другарка. Добро. И Гоца го викна, викам викни го и тој сликамо се тој. Ма куде не смо биле со овој? Ама ја не мога викам ти да... Многу слики имам, многу. Чекај само малку. А кажи ми, оваа фотографија куде е? У Домјана, На некој игран кој е? не, Нова година. Нова година. Нова година у Домјана е тој било. Кој став дека на слику? Епа, Бранко, ја, Владанка докторка, Снежа докторка, сестра ми и Драган се вика овој. Драган Ристич. Добро. Сега, имам овдека некои фотографии. Ово се све од дружбени кои кај сте биле. Кој е на студено воду? Да, увек е Иде било со таму. традиција да се иде тамо, да се прошета. На студено воду. Ово е на площад сликано. Да. А овој знаеш кој е? Живко Тришковиќ. На Цицу, не на Цицу, на кога беше брат? Живко, он е бија директор у Пошту, еден у Београд. Добро. Тамо е завршија факултет. Ово е Бранка на Драгана Поповиќа, овој сам ја и овој Аце Тавревски. Сега, у овој прилику да покажеме уште едну слику на едну голему рукометну легенду, за жал починате Среќко Тричковиќ, зајко еве. А сретнуемо се пред да умре. Ише у биро да се јави. Викам, добре, вецеце до ту или до тера. Вика, немам стаж и јавјам се, вика, у биро, не може да најду работу. А прекина ја изгледа со тренинг и не е бија изгледа со здравје добар. Да. И вика, баш ми е мило што се видемо. А не смо се биле виделе, кој знае колку време. И вика, и поправимостите кои за деца, за фамилија, за едно, за друго, муабет. И Млад почина. млад. Јас се изненадих кад ми кажава Среќко, не прочитам, изгледа на интернет, на новини или кажа, може како не кажасте и ви на телевизија Гуманова. Па да, имаше нешто. Сега, О, ти е мачгај. Ми смо се кумови. Мила Мачгај е легенда атлетска, па затоа сам го понела. Он живи од Црногоро. В кумови смо. Да. Негов син е на Благетовога сина кум. Да. Ѓорđe. Кумови. Мислам, дали живи у Подгорица он или куде? Подгорица. Да, он беше на некоju познату функцију, нешто у Црногору за спорт. Да, имаше ga на телевизор, гледага ја. Бие извареден атлетичар. Да. Мислам дека он 91 се оцели или како беше за време на рат. Па тако е. А жена му е кумановка, Лијана. Она у Конјаре. Само со од Табановце со излета, па у Конјаре направиле njeni куќу, има брата. И Сега, у овој прилику, малку да посветиме пажњу на твојега супруга ајде на njega тој се. и да го финишираме Добро, емисију. Бранко Роквиќ е најголема одбојкарска легенда на Куманово, без конкуренција, човек заслужен за сви успеси на кумановско мушко одбојку. Јас сега, еве прво вие да ги трнем слике. Тако е. Еве га Бранко овдека, ово е паса с мачкање. Па се змажгај. Овој сам ја на едну утакмицу у школу во Караџиш. Да, Не знам с кога игра со Они утакмици су ги играле увек у Букараџиш. Да. Тоа е била традиција. Тоа е покојни Драган. Види го колку е бија развиен, а сак? Еве го сега, да покажемо.
бие изузетно физички спремен човек. Ама со се бавија. Да. Нема спорт с кој не се бавија. Еве тие што су дипломе, тоа се од су различити спортови, прво, друго, Еве го овај трето. чувена генерација на Југ Турист, сега ја дека по име не ги знам, tu je Мишо Пауновиќ, Роквиќ, Виде Смијковиќ, Благе што беше на микротим, Мулиќ, Да. изваредна генерација. Он умре, Мулиќ, знаеме, Умре. да. Изваредна генерација на одбокарски клуб Југ Турист Куманово кој треба да се спомне овој Ама приликот. требаше он и у другу лигу на На Југославија, да. Да, Југославија. Еве го таа генерација. Стварно имале су изваредни резултати. Овдека Александар Пачковски многу во е напишаа. Еве сега и оваа ше една слика. А, Тоа е има беа и у генерација, да. боју, има, не може, куде ќе донесу све. Овој се овие ишли сечци од новине. Еве, овој се све Чекај да видиме. негови чланци. Чекај да видам, ово е од армија. Не, други имам ја од овие. Добро. Оние су тамо, види тамо. Не, таа е овај од... Добро, ќе ги покажеме битно е сега еве дека да покажеме овие медаљи на Роквиќа. Маринко, Драгом Роđi Бранко, од Да, Маринка. еве медаља на Бранка Роквиќа од бојкарско легенду на Куманово. Он има прегаш признание и Ма има 200 медали стварно човек е многу дае за за спорт. одбик у Куманово. Ева И тој град никад не смее да забрави и треба стално се поштуе. Пуно е Јер ми ако не докотивно. си ги поштуеме наши легенде, било да е култура, било да е за спорт, не е у реду. По мене, еве ми ќе покажем уште едну слику од Бранка Роквиќа. Да, одвекари. А еве каде бијане Овие утакмици. не си ги Да. овие закачени. Еве И тие су ту. на утакмицу кај сте биле као навијаци. Да. А, јас сум увек ишла. Да. Ја викам на Бранка може да биде судија за уси спортови. Ali interesantno, ti utakmice u Vukarajić kad su igrale, ne imao sjedišta, ali sve po strani ljudi su Da. stojali i su gledale. Да, да. Ubava atmosfera je bila. Али овој кога ќе улегне, он ги беше и тренер и играч. Da. Почнали да губи. Леле, малце, па ја не би играла, ти не знаеш колко е строг бие. Da, da. Па кога ќе почне да вика по вие свите и улаза, соблача се улаза. Кажуе ми еден дечко од Пробиштип. Од Скопје стои ја на автобус кој се он застана. Ајде, Роквичка, да те возам за Куманово. Ја погледна има ли некој кола, позади стари луѓе. Вика и кажуе на татка и на мајко. Ово е сопруга на Роквиќ Брако, е од најдобри одбојкари, вика. Нема у Македонија барем нема бољи. Nema, da. Па има ту новине кои се прогласувале за најболјега. Сега, да ga zaokružimo ovaj razgovor skroz na kraj, mora preko sat vreme zborimo. Да. Маринко Роквиќ е бија братучет на покојнега на твојега супруга, извареден певач. И ја ќе покажа еден станок кога дека пишува Маринко е био велики дародавац српски манастира. Па цркнели иде за Никола, иде Да, тој. Никола иде пешки, Да. исто бра дечко од Праќа 200.000 ми евра. Све музику ми Свака му прати и час. све иконе ми праќа. Музику Да, и иконе. Ово е тој што му е напишае. Да, Драго Драгом. Роđi Бранко од Маринка, 6. мај, Так смо се 86 нашли. година. Так смо се нашли. Добро. Еве. Ово се све дипломе на Бранка. Овој Ружгиновски, куде му дава одликувањето на Бранка. Овој су војнички. Овој од Крос. Он га е увек припремаја Крос на Ажитепе. Со данови отиде горе, мери, пусти, гради, работи. Ово се све дипломе на Бранка. Многу ги има. Многу ги има. Тоа е доказ за негову успешну и богату кариера.
Дома има još, видети, Mnogo. виде, puno ima. U ovu priliku, za kraj, treba da ni kažeš da gi pozdravimo i tvoji unuci i unuke. Da, To je samo najgore. imam unuku i unuka. Da, a to je i najgoljeno ćerku. bogatstvo. Oni su mi završili fakulteti, ovo dvojica. Ćerka fakultet je završila. Da. I tako da sam srećna. To je najgoljeno Što bogatstvo. imam dobri deca, poroci nemam nikakvi. To je najvažno. Ovaj, vikam ti sportista, on div, kako dedo mu. Da. Pa igra košarku, on igra za Кажува Kumanovo. ми Дане Зети дека играе кошарку Четири у години. Пинк Пантери, да. Да, да. Елена, фала ти што беше гостинко емисија за Куманово. Посакувам ти успешно здравје Hvala na pokanu. и ќе се видиме друго прилику. Hvala. Толку за Pozdrav, денеска, pozdrav za svite. толку поздрав од ресторан Ексклузив и све најбоље.